Почитувани, добро дојдовте назад во студиото на Слободен печат и програмата Утрински печат. Како што претходно најавив пред рекламите, денеска продолжуваме со програмата, односно со нашиот втор соговорник. Нашиот втор соговорник е активист од животната средина и представник од невладината организација Екосвест, Давор Пекчевски. Добро утро за тебе, Давор. Добро утро и благодарам на поканата. Секогаш сме тука кога треба да се слушнат невладините здруженија, особено оние кои работат на проблематики во животната средина. Давор, би сакал овде на почетокот да те запрашам за оние актуелности кои што го мачат од животната средина и аерозагадувањето, го мачат централниот град, односно главниот град Скопје. Информациите во медиумите се дека има неизвестност околу проблемите со набавка на мазут, дали ќе се користи нафта и сите оние горива кои што го загадуваат воздухот, се директни причинители малтене. Па ме интересира што може да очекуваме во таа насока и да снемаме и да се префрлат на вакво гориво скопските топлани. Ќе имаме ли чист воздух? Па, последната информација што е баш од вчера е дека е набавен газ за топланите за наредниот месец, за декември цел. Одиме од денови за денови и од месец за месец. Набавките се прават некако краткорочно, неплански, што е исто дополнителен проблем. Меѓутоа, исто дел од веста е дека и топланата Скопје Север е дадена на управување на АДСМ, што до сега не беше случајот, што значи сега дека трите големи топлани во Скопје се управувани од електростопанство. Набавката на газ за овој месец претпоставувам делумно дека дојде и по реакциите во јавноста, не само наши, него и Министерството за животна средина реагираше. Така. Дека доколку топланите треба да користат друго гориво, тие треба да прават и ажурирање на нивните еколошки дозволи. Односно, има сериозна промена во процесот на производство на топлина и тоа треба да биде рефлектирано. Министерството токму така за оваа проблематика, па потоа излезе информацијата дека сепак газ е достапен за топланите Скопје Север. Газ е достапен во моментов и не само што е достапен, него цената е падната во однос на претходните неколку месеци, што значи дека не би требало да има проблем со снабдувањето со газ во наредниве месец-два сигурно. Меѓутоа, сепак ова што сега го гледаме пак е краткорочна набавка, што значи дека овој дел со намерата да се користи друго гориво, најверојатно се уште не е завршена, евентуално може да се чека некаква дозвола од Министерството за животна средина. Доколку од 2-3 топлани колку ги има во главниот град, започна да ги користат оние алтернативи на условно речено понездрави горива или поголеми загадувачи. Што може да очекуваме во главниот град и во оние параметри кои што сега ги имаме? Многу зависи од како ќе биде ситуацијата во градот во однос на температурите кои што ќе ги имаме. И затоа што загадувањето на амбиентниот воздух, тој што е околу нас, многу зависи од тоа дали имаме на температурна инверзија, дали ќе се задржува загадувањето во котлината или ќе продолжува некаде на друго место. Ама она што е сигурно е дека емисиите од топланите, тоа што излегува од доджакот, ќе се зголеми. И тоа во секој случај тоа е недозволиво. Дури ако не се задржи во Скопје тоа загадување, тоа ќе отиде некаде на друго место. Ќе ги загадува почвите, ќе ги загадува водите и така натаму. Другите градови ќе продискутираме и меѓу другото за вашето истражување од натрешноста. Давор, велите дека можно е да допринесе до загадување, но какви се мерните станици, функционирали оние државните станици за квалитетот на воздухот, ако знаеме дека се уште немаме акредитација на централната лабораторија, што е проблематично, која што ги испитува овие станици и квалитетот на воздухот? Мерните станици во моментот се во многу подобра состојба од порано што беа. Имаше некој заеднички проект нашата влада и се обновија доста од старите инструменти кои што често се расипува, се постави нова мерна станица во Гевгелија, така што во тој дел можам да кажам дека е доста подобрена ситуацијата и можеме да следиме во реално време какво е загадувањето, односно квалитетот на воздухот. Проблемот со лабораторијата е што не може да се следи правилно кои се емисиите од загадувачите. Односно, доколку овие топлани се префрлат на мазут, на дизел или на што и да е, не може, инспекторатот нема начин како да контролира дали тоа што они го пријавуваат дека излегува од доджакот е реално така како што е.
Тоа е главниот проблем со лабораторијата. Животна средина вели дека овие податоци ги праќа во земјите од регионот, односно во оние лаборатории приватни кои што можат да го чинат тоа. Така. Тоа чини време, тоа чини додатни средства, информациите во текот, нели, од ден на ден се менуваат, ние ако чекаме по неколку денови, условно кажано, за резултати на квалитетот на воздухот. Секој инспекцијски надзор кој што се одвива, конкретно вонреден по пријава на граѓани, они имаат одреден рок во кој што треба да одговорат на таа пријава. Односно треба да излезат на терен, да земат примероци, да проверат и да дадат одговор на тој што пријавил и да има записник од тоа. Доколку тие примероци се праќаат во други земји, тоа ја одложува целата постапка и не може да се реагира навремено. Ни инспекторатот може да реагира навремено, ни министерството може да реагира. Добар, овде би сакал малку да продискутираме и за внатрешноста, за проблемите нели со загадениот воздух, меѓутоа во оние градови во внатрешноста, каде што условно речено може индустријата не е толку голем причинител, меѓутоа сепак според истражувања кои што и вие од Екосвест ги правите на терен, говорат дека сепак имаме проблематичен воздух и во останатите делови од земјава. Каква е состојбата на терен во другите градови? Тоа може да се види и од податоците од Министерството од мерните инструменти. Загадувањето е високо, неколку пати над дозволените граници, веќе од почетокот на ноември можам да кажам и во повеќе градови. Кои точно градови? Тетово, Гостивар, секогаш се високо на листата, Кавадарци е секогаш исто така високо на листата, Битола е. Што станува со Битола? Нели, таму секогаш рек Битола велат се посочува како еден од големите загадувачи, меѓутоа какви се податоците од терен од вашите истражувања? За Битола имаме многу повеќе податоци отколку како невладина, оние независни податоци да кажем, но е многу повеќе отколку за другите градови. Со наши инструменти исто имаме мерено таму и во Новаци покрај електраната и во Битола. Податоците, анализите што се пропратени со симулации што ги имаме работено покажуваат дека електраната влијае на квалитетот на воздухот и на Новаци, и на Могила, и на Битола. Тоа е нешто што не сме да се игнорира. Тоа е најголемиот индустријски капацитет во држава. Мислам, тоа сепак е индустрија, произведува струја, меѓутоа тоа е индустрија и троши огромни количини на гориво и произведува огромни количини на загадување. Загадувањето со сулфур диоксид од таа електрана за 8 или 9 пати ги надминува дозволените граници. Тоа е огромна количина на загадувач кој што ние не го гледаме, не го мирисаме и така натаму, меѓутоа влијае на нашето здравје, предизвикува иритација на дишни патишта, астма и така натаму и понатаму нели други посериозни последици. Истражувањата велат, односно на една од последните од Европската агенција, од она што успев да соберам, за животна средина, дека во Македонија Давор на годишно ниво починуваат од 3 до 3.500 луѓе токму од овие причини кои што пред малку ги споменавме од загадениот воздух. Ова се фрампатни информации кои што таа е бројката која што се однесува само на PM2,5 частичките. И комбинација со нешто има таму азотни оксиди, мислам дека тие се податоците што ги обработува Европска агенција за животна средина. Тука не влегува сулфур диоксид, не влегува PM10 частички, покрупните частички и тие податоци се проценки кои што се врз основа на некоја методологија, доколку го земеме хемискиот состав на тие частички, например во Скопје линданото дохис се лепи на тие частички и го вдишуваме, значи последиците може да се многу повисоки од тоа што го имаме како проценки од официјалните. Дали ова кажуваш со други зборови дека бројките се повисоки на смртност? Не можеме да тврдиме, меѓутоа можеме да кажеме дека потенцијално може да има и 10-20% повеќе од тоа што се официјални бројки. Ова се загрижувачки информации во секој случај. Добро, па кој е проблемот тогаш и кој е решението? Зошто бар ја како впечаток добивам дека некако кога станува збор животната средина, откако еве сега пандемијата беше, па подоцна и економската криза и нели проблемите со енергенсите, некако животна средина, проблемите кои што нели умираат луѓе од тоа се става по втор, трети, четврт план. Проблем финансиите, бирократијата секогаш бил во втор план. Секогаш се става приоритет на некаков економски развој, се става приоритет на форсирање нели на тие големи индустрии да продолжат да функционираат, што
не можам да кажам нели дека е нешто лошо, меѓутоа тоа може да биде пропратено и со грижа за животната средина. Тоа Европска унија го има покажано. Ние само треба да го преземеме нивниот начин на работа. Европска унија има покачување на БДП на сите земји, додека истовремено се намалува загадувањето на воздухот, исто така во сите земји тоа драстично се намалува загадувањето. И тоа е постигнато со европските директиви, нели, за големи согорувачки капацитети, за големи индустрии, за интегрирани еколошки дозволи, ама и со добра контрола и со добро спроведување. Кај нас тие дел од нив ги имаме препишано, меѓутоа не се спроведува ништо на терен. Тие големи согорувачки капацитети како што се Рекбито, Рек Осломе и Тесна Вотино, тие се уште немаат интегрирани еколошки дозволи. Значи тие не се регулирани никако од државата веќе 10-15 години откако е преземена таа обврска. Кој е проблемот, Давор, според вас од Екосвет? Зошто не се применуваат овие работи на терен? Еден од проблемите најверојатно е тоа што тие се гледаат, да кажам, како столб на енергетиката во нашава земја и како столб на економскиот развој. Доколку тие треба да инвестираат дополнителни средства, тогаш може цената на струјата да се покачи заради тие инвестиции, тоа може да удри на другите економски сектори и така натаму, и на некој начин им се попушта, им се овозможува со некои мали инвестиции да продолжуваат да работат понатаму без тие интегрирани еколошки дозволи. Од друга страна, не се споменува здравјето на граѓаните. Здравјето на граѓаните, животната средина секогаш е во втор план. Добро, оде ќе ти се заблагодарам за денешното учество во Утрински печат. Информациите кои што ги споделивме во јавноста се секако загрижувачки. Се надевам дека со некои нови истражувања кои што ги чините вие во овој сегмент ќе бидеш гостин во некој од наредните емисии на Утрински печат. Зимава сериозно ќе ја следиме ситуацијата, затоа што ова што се случува е враќање назад 50 години. Кратко. Наместо тие пари што се бројат во десетици и стотици милиони евра што се инвестирани во увоз на струја, увоз на јаглен, мазут, така натаму, наместо да се инвестираат во енергетска трансформација, во обновливи извори, тие се инвестираат во буквално враќање назад 50-60 години на нашиот енергетски сектор. Не чека тешка зима и граѓаните што им советувате да се На граѓаните им советувам да можат и сами да преземат нешто, значи и они самите да се инвестираат во по-ефтини, поефикасни начини на загревање, што се нели инвертер клими, фотоволтаични системи и така натаму. Меѓутоа, во однос на загадувањето им препорачувам да внимаваат кога излегуваат, да следат податоци каков е квалитетот на воздухот и нормално нели да се заштитат со маски за специјални за загадување на воздух и така натаму. Давор, ти благодарам уште еднашка. Во продолжение го имаме и прилогот на оваа тема од колегата Виктор Вукановски, кој што излезе на терен и ги забраша скопјани каков воздух диша тие и што мислат околу мерките на владата, нели и на надлежните за здравјето, проблемите со здравјето кои што го предизвикува токму нели загадениот воздух. Предлагам да го погледнеме прилогот во продолжение доколку нели од режија веќе подготвен. Проблемите со загадениот воздух се присутни во нашата метропола секоја година. Локалната и централната власт постојано укажува дека ќе се справи и дека има план, но и натаму Скопјани, но и скоро цела Македонија се гуши во текот на грината сезона. Зголемената концентрација на чистички кои се штитни по здравјето веќе станува секојдневна навика на живење. Според светските статистики, во деновите кога штитните чистички се зголемени, ризикот за исхемичен мозочен удар е зголемен за 34%. Освен врз мозокот, загадениот воздух има ефект и врз работата на срцето и билите дробови, а е поврзан и со дијабетесот. Во Македонија 25% од смртните случаи од срци и мозочни удари, како и 4,6% од рак на билите дробови, се токму од аерозагадувањето. Вака барем пишува во анализите на Институтот за јавно здравје. Според истите студии, ако загадувањето е намалено, тогаш животот на овие болни би се продолжил за 2,5 години. Со почетокот на грината сезона почна и проблемите кај граѓаните. Мерните станици се постојано мета на критика кај јавноста, а истите е несомнено дека може да придонесат во подобрување на квалитетот на животот, а и да ги пронајдат сите оние извори на загадувањето. Меѓутоа, со годините наназад можеме да просведочиме дека проблемите остануваат исти.
Дали и колку е квалитетен воздухот во нашата метропола и колку нашите граѓани веруваат на мирните станици, дознаваме во продолжение. Каков е квалитетот на воздухот во Скопје? Што мислите? Се знае, не треба секојдневно, тоа е стара приказна. Загаден, да? Нормално. А Загаден и то што мислите? Има ли некои решение како да реагират? Не гледам решение. А дали им верувате на мирните станици? Па не е до мерните станици. Јас имам куќе што секојдневно го шетам. Си верувам себе си. Точно го чувствувам воздухот. Да. Значи, но, иако живеам во Ѓорче Петров, дури и таму има некои ричиња кај што е загадено. Замислете, овде, во центарот. Што е главниот проблем? Пренаселено има многу. Треба да ви земам цела емисија. Многу проблеми има. Фала. Значи едноставно тие што се одговорни не сакаат да го решат. Многу едноставно се реша. Постојат инспекции како во светот. Како може Берлин да е чист. Така, поголем град е од Скопје. И сигурно има поголема индустрија. Така. Како е Словенија, еве, не треба да одиме толку далеко, еве Љубљана. Решливо е све. Фала. Па загаден е, како не. Скопје меѓу најзагадените воздухи во Европа. Така како што кажуваат. Сега, Верувате на мирните станици? па верувам Богом да ти кажам. А Верувам. што мислите? Па се осеќа тешко дишење. Секоја зима. Па сега уште не почеток е. Сега ќе видиме како ќе биде декември, јануари, кога ќе почнат грејењето, кога ќе почнат дрвата, оџаци, чуда. Што биде мислите, кој е проблемот? Па проблемот е во државата нормално. Државата треба тоа да го направи како. Еден кубик дрва стигнал 5500 денари, бе, кај го има тоа? А зашто државата мисли дека не сака да го реши проблемот? Па зашто све се, да не кажам што, разбирате? Све прават далавери, све за себе си гледаат, не гледаат за луѓето ич. Малце да гледаат за луѓето, ќе биде подобро за сите, и за нив и за нас. Али подобро за нас него за нив. Квалитетот на воздухот во Скопје е за никаде. Тоа значи дека не е добар. Им верувате на мирните станици? Не секогаш и не често, како што даваат. А што мислите, кој е проблемот за загадувањето? Проблем за загадување, па кој све. Издувни гасови, прљавштини, непрочистен градов, целиот е за никаде. Тоа фабрики, кои работат, кои не работат, чадат. А решението каде го гледат? Решението све наново да се почне и се наново да се направи. Да се потруди овој народ, овие луѓе што се на власт, место да се препуцаваат ја и ти, тој и оној, нека си ја вршат работата. И така парите ги зимаат од народот, барем нека се покажат дека работат, а не дека се свекрва и снаа. Тоа можам да кажам. Фала. Каков е квалитетот на воздухот во метропола? Квалитетот е моментално може да е добар, а иначе е загаден. А дали верувате воопшто на мирните станици? На мерните станици, па верувам сигурно. Да. Да. А кој е проблемот? Каде лежи решението за загадувањето? То решението за загадувањето лежи во тоа што народот македонски не ја сака државата и го загадува градот. Фрла сегде, пикавци, шо свашта. А до надлежните, не мислите дека тие треба да го решат? Па не може еден да го решава, а илјадници да растура. Тоа е, фала. Добар е. Што мислите, им верувате на мирните станици? Ја, треба да верувам. Загаден каков е? Што мислите, зашто е загаден? Па многу фактори влијаат тука. Од нехигиена, од загадување, од возилата, од индустријата и од се друго. Им верувате на мирните станици? Не, сигурно се на несоодветни места и шо дека ќе покажуваат тие. Кому му значи тоа нешто, ништо само се мери. А решението каде го гледате? Решението треба нешто да се преземи. И понастрана малце да не се собираме сите во центар. Не е добар. Каков е, не е добар. Во Зошто е Скопје. така? Зашто е
се знаат зошто е, од загадување, од секакви материјали што се горат из Скопје. Им верувате на мерните станици? Се за се им верува. А што мислите решението, каде го гледате? Па повеќе инспекции да имат по тие што загадуваат. Ужасен, страшно. Им верувате на мерните станици? Ма како ќе им верувам, на што ќе им верувам? А каде Мерни е станици. проблемот? Проблемот е во нас. Погледни ги улиците. Скопје е најзагадениот град, што воопшто сум го сретнал и видел. А живеем тука. Како Од може? секогаш вака било? Од секогаш. Скопје дали од секогаш? Не. За Што жал, мислите? не. Решението каде го гледате? Решението е во подигање на свеста кај нас. За да се подигне свеста, многу поширок поим. Се надевам дека ќе ме разберат луѓето. Па не е добар, на секој случај. Каде мислите дека лежи проблемот? Па големи загадувачи има и индустријски објекти и приватни. Им верувате на мерните станици? Па треба да им веруваме на сите. А решението каде го гледате? Па свеста да се подобри сите.